Почнуваме со работата, го поканувам Кочо Топузовски да се придружи тука, па да почнеме. Кочо Топузовски, мој најранни доживотен пријател, е еден истакнат македонски поет, кој, како и сета наша генерација од 70-тите години, започна со поетски активности, објавувајќи низ литературната периодика, младинската периодика, подоцна и зареда книги. Се разбира, во македонската културна јавност до пред неколку години беше пред се познат како поет, застапени во избори, во антологии. Меѓутоа, покажа нешто фасцинантно со една книга, можем да речем и книжка, зашто беше неголема таа книга за Питу Гули. Не се сеќавам точно на годината на излегувањето, меѓутоа една книга која ги опиша настаните во Крушево, во Крушевската република и на Мечкин камен, трагедијата на тоа поприште, која предизвика многу емоции. Веројатно, од една причина што и самите крушевчанец што го живее тој свет, простор, таа историја дневно и традиционално во семејството и во амбиентот, тој не можеше да не се огласи и со историографски трудови, кои може би претендира на тоа да бидат скромни публицистички книги, меѓутоа испадна импресивни историографски дела за Никола Карев, за Питу Гули, проширено издание. Сега, баш во еден клучен и тежок момент за Македонија, во 2017 година, парадоксално, се појави и неговата книга Ветераните на Илинден, за која, веројатно во контекстот нешто во денешното представување ќе каже повеќе Кочо, но јас само би рекол дека се работи за тоа дека еден огромен број илинденци во тој повоен период, значи по Втората светска војна, се обидуваат барем дел од оние права да ги остварат со сите своји борби што ги имат поминато од Илинденското востание и пред Илинденското востание и секогаш доживува разочарувања се до современата татковина Република Македонија. Но таа книга сама по себе не беше целина, бидејќи постои уште еден голем, фасцинантен блок на сознание, на истражувања, а тоа е Илинденската споменица, која ќе ја представиме денеска. Тоа се две капитални книги, бидејќи е вграден еден огромен, фасцинантен материјал, архивски, но исто така од една широка литература која е публицирана и оно што е посебно се наноси со оној потребен жар и емотивитет што им е потребен на сите историчари кои, ако сакаат тоа дело и да биде читано, а не само еднаш прегледано и да се користи во литературата, туку да биде читано, тогаш треба да го имаат и тој емотивитет што како лиричар, не оддалечувајќи се никогаш од објективноста, од сериозноста на научниот потфат, Кочо го реализира во тие книги. И сега, денеска е со нас, му благодарам што се упати од Крушево, славното Крушево, да ни зборува за признателната татковина Македонија. Благодарам, меѓутоа, како што сме емотивци, ќе треба и јас да почнем да плачем и ќе плачем на старт. Прво, особена чест чувствувам што ја со мене почнува ова средба, ова јубилејна средба, тие 15 години можат да се направат само со нескршливиот дух на Албор Климан, на великиот Албор Климан. Како што спомна Албор, јас сум роден во Крушево, во средината на минатиот век, на улицата Томе Никле, 66. Томе Никле е првиот председател на револуционерната организација во Крушево. Моето основно училиште се
викаш и се уште се вика Никола Каре. Како дете, како мал, од најмали нозе ги слушав тие имиња, дел, поголемиот дел од нив, еден дел од нив имав среќа да ги запознам и лично, бидејќи тие непосредни учесници на детското останање, неколку милиони беа живи во Крушево и имав можност да ги запознам. Еден од нив заедно со Албор, јавно да познам, Коста Давиш. Во овој денешен текст ќе се објави тој во зборникот, па не би го читал. Дали сакам само да ве запознам дека придов на начин да ги пренесам автентично сите настани кои се случувале во Крушево за време на Крушевската република, а по повод 120 годишнината по нејзина. Затоа користев само и претежно користев во недостаток на оригинални документи, користев сеќавања на тие непосредни учесници од Крушево, меѓу кои најголемиот дел е од Тодор Борѓар, тој е едно познато семејство кои се конструктори на познатото Црешово топче. Додека Бахтијар Паша и организираната моќ на Отоманска империја напаѓаше на Крушево со топови од последното производство на круп, германскиот производител на круп, а Бахтијар Паша е генерал од чин кој дипломирал на воената академија во Германија. Значи, нашите борци имале сериозен, многу сериозен и моќен непријател. Нашите македонци и македонци сонувачи на слободата од страна на артилерија направија топ од дрво, од Црешово дрво. Тоа е доволен символ за да се истакне тој порив, таа потреба, таа насушна потреба за слобода, за ослободување на својата татковина. Во рамките на организирањето на слободната територија, нели Крушево слободено на 3 август 1903 година, организирана е народна восстаничка власт, која е избрана на најнепосреден начин. Самите крушевчани одбрале 60 видни граѓани, авторитетни и создале собрание. Тоа е првото македонско собрание. Без избори, без гласачки кутии, гласачки ливчиња и непосредно. Тие избрале свој извршен орган во литературата и во нашето паметење е позната како влада на Крушевската република, кој составена од 6 души, кои ги презема своите ресори и кои многу успешно ги извршувале своите задачи. За разлика од денешната наша влада. Затоа сакав овде да ги набројам тие 6 души. Председателот на владата и одговорниот за судство го пишувам сега, овде го изнесувам од неговото правилно име, бидејќи честопати има и многу манипулации за тоа. Тој е Константин Вангели. Константин нагалено е Дино во Крушево и Вангели поскратено Вангел. Па ќе го сретнеме најчесто како Дино Вангел, па после од другата страна добро звучи тоа, па Вангел Дино и некој од
другите ќе прашаат, чекај, што е ова нешто, албанец да не е по националност, така испревртено име, доаѓането е Влах од Крушево и неговото право име е Константин Вангелиев. И во врска со реков дека во недостаток на автентични документи, во Крушево, во историскиот музеј, во депото на историскиот музеј се наоѓа единствениот оригинален документ од времето на Крушевската република. Се чува во депото на музејот, во кои и какви услови не знам, кога јас прв го гледав, кога јас го снимав за да го објавам, беше во, би рекол, очајна состојба, не знам сега како е. Таков е нашиот однос кон нешто. Тоа е една расписка со која владата формирала, за дигресија, владата формирала и своји комисии. Една од комисиите е била комисија за финансии, која собирала финансиски средства за потребите пред се на вооружените сили, на востаничките сили, меѓутоа и за одвивање на нормалниот живот во град и за населението. Па така собирала парични средства од крушевчани, онолку некој онолку што може да даде. Но таа расписка, која постои рекол во историската Крушево, тројца крушевчани, е еден од нив вака, интересно, еден од нив е прадедото на Тоше Проевски, Тодор Проев. Тројцата луѓе даде вкупно 3.000 гроша и ова сакам сега да го истекнам. За која сума, вели во потврдата, се задолжува признателната татковина да им ја исплати по ослободувањето. Ова говори за свеста на овие луѓе. Не вели признателната комисија за финансиите, признателната влада или признателното горско началството, признателната татковина. Значи, признателната го признава, за да го благодарува и ќе го врати, ќе им ги врати парите после ослободување. Значи, борбата, војнителското постание и создавањето на Крушевската република е борба за создавање на македонска држава. Признателната татковина во овој документ го говори тоа. Сега се спужам овој текст и со неколку дипломатски преписки, неколку новинарски текстови од странски пред се од англиски и од други извори. Меѓутоа, тоа ќе се објави во книгата, па не мора да се задржувам многу на тоа. Сега, најскапата работа е слободата и затоа таа исла скапо се плаќа. Последниот дел од рефератот само ќе го прочитам. Крајот на слободното Крушево и Крушевската република бил трагичен, како што знаете си. Со ограбени 1500 куќи, а запалени или разурнати 150.000 куќи и 210 луѓани. Тоа се податоци од Никола Киров Мајски. Заради вечно паметење покрај невините жртви од невооруженото крушевско население и набројувам онака како што тоа го набројува и Никола Киров Мајски, еден од најзначајните хроничари, најголемиот хроничар. Би рекол, ако меѓу Никола Киров Мајски не ке сме знаеле ништо генетско стание, па тој наведи Крушевската република, па тој наведува живи изгорени 3 мажи, една жена и едно дете. Со секира и сечени еден старец и 20 мажи. Убиени и исклани 14 старци, 5
5 баби, 69 мажи, 10 жени, 5 девојки и 6 деца. Ранети 1 маж, 5 жени и 4 девојки. Обезчестени 72 жени и 78 девојки. За тие што се знае. Како наша обврска на сите нас овде, како татковински долг, го користам во сите мои изданија овој термин. Таа е познатата реченица на Пит Буј, кога војводата, нашиот најпознат војвода и символ за саможртвата на Мечкин камен, кога од Софија заминувал за Македонија да се води Виденското восстание, го прашале каде одиш, одам каде што ме вика татковинскиот долг, оттаму ми е ова. Во оваа пригода, одбележувајќи ја 120 годишнината од Крушевската република, подсетуваме и на стотината македонски борци кои ги оставија своите животи на браникот на републиката на Мечкин камен и Слива. Во мојата монографија за Пит Буј ги набројувам сите по име и презиме, по возраст и од кој од каде. Бидејќи често ние и во нашата наука се занимаваме со лидерите, со водачите, со водите, меѓутоа, што би рекол Вране Свободаревич, кај ни е комитата. Затоа ги набројувам таму, положувајќи ги во камен темелникот на Крушевската република, стотината жртви на Мечкин камен и на Слива заедно, во темелникот на Крушевската република, а со тоа и во камен темелникот на создавањето на признателната татковина современата македонска држава. Накусо сака двата, мислам дека и популарно да запозна со содржината на овој мој текст во целост се видиме во и ви пренесувам поздрав од моите Крушево. Благодарам на Кочо за ова прекрасно јадровито излагање. Имав задоволство и чест да го прочитам целиот текст и веројатно и сите што ќе го читаат ќе имаат исто чувство дека станува збор за еден голем и значаен прилог на нашата историографија, а мило ми е што токму тука се промовира тој текст. Кочо кој ни го донесе духот на Крушево и кој скромно се представи сами од себе си, меѓутоа и во неговите книги ќе најдете и од неговото презиме, од неговите предци кои учествувале во Илинденското восстание, така што таа приказна е долга, сложена и поврзана и представува една внатрешна лоза која го донесе и во Пула кај нас. Благодарам.